Темата на денешната пресконференција е поголема контрола во продажба на аранжманите на хотелските и ресторанските услуги за елиминирање на нелојалната конкуренција. На денешната пресконференција поголем акцент ќе ставиме на оно што сакаме да го најавиме во делот на сместувачките капацитети. Јас само како вовед би дала кратка информација дека во изминатиот период Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија реализираше повеќе активности со конкретни иницијативи за измени и дополнување на законската регулатива во секторот со цел остварување и на подобри резултати, кои што треба да покажат и поголем импакт на угостителството и туризмот во вкупната економија. За таа цел во изминатиот период беа одржувани серија состаноци на конкретни теми, беше доставен и допис до министерот за економија пред 3-4 година со предлог за почнување разговори за решавање на конкретни проблеми од секторот туризам и угостителство, во кој беа дефинирани повеќе од 20 прашања. Во меѓувреме одржани се и 2 работилници во ноември 2017 и тркалезна маса во декември 2017 година со цел да се стимулира дискусија кои стимулативни мерки се потребни да се воведат со цел да се обезбедат раст и приход на туризмот согласно проекциите на домашната економија. По сите овие активности во јануари 2018 година беа формирани и работни групи во Министерството за економија со цел измени и дополнување на Законот за туристичката дејност и Законот за угостителската дејност, како и за стратегијата за туризмот која се уште во нацрт верзија. Се преземаат активности и за дефинирање на конкретни предлози во рамки на USAID проектот за подобра бизнес регулатива, каде се вклучени 4 стопански комори. Сепак, Сдруженијето на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија преку оваа пресконференција има за цел да укаже дека некои проблеми бараат интервентно решавање, односно за некои проблеми нема доволно време да се чека оваа процедура која што се случува низ институциите на системот и затоа на оваа пресконференција ќе бидат информирани за конкретните предлози, конкретните барања што ги имаме упатено до министерот за економија како надлежен за секторот угостителство и туризам. За таа цел ќе му дадам збор на Горан Дамчевски, еден од 20 заменик председатели на Сдруженијето при Стопанската комора на Македонија. Значи, како што беше кажано, во изминатиот период ние како Сдружение за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија одржавме неколку средби и учествувавме во работни групи за измени и дополнување на 2 закона. Едниот е закон за туризам, законот за туризам, вториот е законот за угостителство. И во двата закони имаме доставено низа предлози како Сдружение, што е тоа што ние мислиме дека треба да се коригира, да се промени, бидејќи сме на мислење дека во одредени делови законите се несоодветни, односно не ги пратат современите текови на хотелско-угостителското работење во државата, па и во регионот. Посебно ги потенцираме делот каде што се работи за категоризација и начин на категоризација на угостителски објекти, односно на угостителски објекти со сместувачки капацитети и начинот на кој се пласираат, односно се продаваат така познатиот онлайн продажба на сместувачки капацитети. Самиот факт е, да речем, поразителен кога гледаме дека ние во Македонија имаме 450 категоризирани хотели, значи евидентирани, стандардизирани и категоризирани, а на платформите за онлайн издавање или букирање за Скопје имаме 600 во моментот пријавени, само за Скопје, пазите, и 1500 за Македонија. Една огромна бројка на неевидентирани, некатегоризирани, нестандардизирани и неконтролирани сместувачки капацитети. Без разлика дали се работи за физички лица кои ги огласуваат, односно ги изложуваат преку платформите кај нас се најпопуларни Booking.com и Airbnb, или се работи исто така и за правни лица. Сакам на почетокот одма да јасен став да искажам од името на Сдруженијето дека ние не сме против овие платформи за
онлайн огласување, односно за букирање на сместувачки капацитети. Тоа се природни феномени кои се за поздравување и кои функционираат во целиот свет. Ние нити сакаме, нити треба да бидеме исклучок од останатите земји. Меѓутоа, што е тоа што нас ни пречи? Недоволната контрола од страна на инспекцијските органи во смисла на проверка кој све издава, колкав денарски или девизен прилив имаме во Македонија, отсуство на евиденција на патници, односно физички лица, кој престојува, каде престојува, колкаво време. Значи, по дефиниција овие платформи се за краток престој. Еве ќе спомнам еден пример, Лондон, например, 90 дена во текот на годината се декларира дека може да одат преку овие платформи. Кај нас не се знае, значи ние како држава и ние како фела, туристичките работници, немаме, така да речам, или имаме многу мал увид, или државата нема евиденција, нема увид во тоа што све се пласира преку Booking.com, Airbnb и са без разлика дали е онлайн туристичка агенција или спаѓа во некоја друга категорија. Во овој дел сакам да повторам дека загуба трпат хотелите и сместувачките капацитети кои се регистрирани, легално пријавени во државата, легално функционираат. Државата и гостите, значи и домашните и странските гости трпат штета. Зашто? Затоа што ние добиваме нелојална конкуренција, државата нема увид, односно не си ги прибира својот дел од средствата, боравишни такси и све друго што ја следува, а гостите се подложени на сместување во, да речеме, субстандардни услови или не знаеме ни какви се, бидејќи никој тоа не го евидентира. Апелираме како здружение што е можно поскоро државата да си ги да поведе сметка за овие феномени, односно за оваа ситуација во Македонија, да ги ангажира инспекцијските органи, ние им стоиме на располагање да помогнеме колку е во наша можност, за да воведе ред во овој дел од работењето и малку од малку да ја олесни работата на овие кои се легално пријавени, односно регистрирани. Иначе, тука само сакам да спомнам дека ние, освен согласно законот за угостителско работење, ние имаме според членот 27 од истиот закон имаме обврска да ги регистрираме и да ги категоризираме хотели, мотели, пансиони, туристички апартмани, планинарски домови, ловни домови и така натака. Моменталната ситуација на терен е одреден број од хотелите се само категоризирани и стандардизирани. Све другото е, ако малце ќе бидам вулгарен, на диво. Значи, немаме категоризација, немаме евиденција. Се даде рок за рекатегоризација согласно промените во правилникот. Помина рокот, не се рекатегоризира објектите. Тие што ги рекатегоризира беа изложени на трошици, другите си остана по старо. Поприлично е сериозна ситуацијата во овој дел и повторно ќе кажам, како здружение апелираме државата преку нејзините органи да си превземе, да поведе малце повеќе сметка околу ова состојба што се дешава во туризмот. Овие две платформи, кај нас доминантни две платформи, и тоа како им одат на рака, ајде ги речеме на дивите сместувачки капацитети, затоа што се рекламираат на иста платформа, на исти ранг, на исто ниво со сите останати хотели во Македонија или капацитети кои се регуларни, меѓутоа овие едните мора да платат све према државата, а другите немаат никаква обврска да ги подмират, нити да дадат евиденција, нити да ги подмират нивните обврски. Нашиот апел се состои во тоа, да имаме лојална конкуренција.